Ја започнуваме посетата на Соединетите Американски држави со средби во Пентагон, но и во Американскиот Стейт Департмент. Ова е прва посета на представник на нашата влада, владата на Република Северна Македонија, на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави по промената на администрацијата, односно по изборот на новиот американски претседател Бајден. И затоа е многу важно што ќе имаме прилика на овие средби кај сите представници и на Пентагон и на Американскиот Стейт Департмент да ги испратиме за нас важните пораки. Првата таква порака е дека како држава покажавме дека и по нашето членство во НАТО ние сме сојузник на кој и НАТО и Соединетите Американски држави можат да сметаат. Вчера имавме една неформална средба за добре дојде на целата делегација и разговаравме колку нашето искуство, колку нашето присуство во регионот има позитивно влијание и колку е тоа важно и за САД, и за нас, и за сите наши соседи, како позитивна порака, дека со решавање на политичките проблеми земјите можат да чекорат напред. До овој момент ние со Соединетите Американски држави имавме навистина интензивна одбранбена соработка, чија што клучна цел беше да станеме членка на НАТО. Но од 2020 година, кога ја реализиравме оваа историска цел за сите нас, сега нашето сојузништво добива нова, позрела фаза. И во таа фаза, како сојузници, разговараме и за теми кои што се важни за двете страни, но и за теми кои се важни за регионот, па и за светот. Се разбира дека нашата главна порака и на овие средби ќе биде да побараме од новата американска администрација, предводена од претседателот Бајден, да го задржи фокусот кон нашиот регион, да го задржи интересот кон Балканот. Сметаме дека со ваква порака, со силен придонес кон стабилноста на регионот, а тоа е заеднички интерес и на нас, но и на Соединетите Американски држави, регионот, па и европскиот континент може да смета на зголемена безбедност. Токму поради тие причини и со тие аргументи ќе побараме силна поддршка и од Соединетите Американски држави за продолжување и интензивирање на нашиот европски пат. Само целосна Европа, само обединета Европа, само Балкан интегриран во Европа може да гарантира безбедност и сигурност на целиот регион. А тоа е целта и на НАТО, и на Европската унија, и на сите нас кои што сме дел од евроатлантското семејство.